Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Како да му помогнеме на детето да го достигне својот целосен потенцијал од најрана возраст? Што значи семено ориентирана рана интервенција и зошто родителите се клучниот дел од овој процес? За раната поддршка, професионалната грижа и заедничките чекори во тој процес зборуваме со примариус доктор Мери Бошковска, детски психијатар, и магистар Горан Петрушев, специјален едукатор и рехабилитатор. Разговорот следува веднаш по рекламите, како и досега оставаме простор и за ваши прашања во програма. Останете на Телма. Раната интервенција е клуча во поддршката на децата со развојни потешкоти. За таа да биде што поефикасна, потребна е активна улога и на родителите, односно на семејството. Токму на оваа тема денеска разговараме со примариус доктор Мери Бошковска, детски психијатар во Калинка. Добре ни дојдовте, докторке. Благодарам на покана. А во студиото и магистар Горан Петрушев, кој што е дефектолог и логопед, но сега поново како е тоа? Значи специјален рехабилитатор специјален едукатор и рехабилитатор. Така. Добре ни дојдовте и вие во студиото на Телма. Вие сте воедно и председател на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори во Македонија и раководител на службата за функционална проценка при Здравствен дом Скопје. Денеска ќе проговориме за една актуелна тема, бидејќи се поголем е бројот на деца што се соочуваат со некакви потешкоти во развојот и на кои што им е потребна рана интервенција. Велат што порано се интервенира, толку подобро, но што значи тој поим рана интервенција, за какви интервенција се работи? Кога зборуваме за рани интервенции, секогаш мислиме на најраниот детски развој. Значи тоа е периодот од раѓање до 6 годишна возраст. Тоа се однесува на сите интервенции кои се даваат на детето и на неговото семејство во тој ран развоен период. И разликата помеѓу досегашниот начин на работа со детето, кога применувавме ран третман, кој што беше претежно насочен кон работа со детето, сега имаме семено ориентиран пристап, значи развиваме семено ориентиран пристап на рана интервенција, кога фокусот се става и на семејството и на детето. Значи семејството како главен фактор во детскиот развој има многу голема улога, така да со поддршка од професионалци, од стручни лица, се работи на развивање на потенцијалите, на компетенциите на семејството и на детето, за да може да достигне еден оптимален развој во согласно со неговата функционална состојба, значи во согласно со пред се со неговата здравствена состојба, средината каде што живее, условите во кои што расте и така натака. Така да тоа е разликата во овој современ систем кој што сега се воведува во нашата држава. И во овој дел на почетокот сакам да истакнам дека целиот овој процес започна да се воведува во Република Северна Македонија некаде во 2021 година со поддршка од канцеларијата на УНИЦЕФ. На почетокот беше направена ситуациона анализа на состојбата, од која што произлегува одредени препораки и понатака почна да се развива моделот на рана интервенција во детството во нашата држава, така да од пред еден месец веќе се потпиша и меморандум за соработка на трите клучни министерства здравство, социјална политика и образование во владата на Република Северна Македонија, така да во наредниот период тој систем треба да се постави, да се развие и едноставно децата и нивните семејства и во нашата држава да добиваат најсовремен третман како што го има тоа во европските земји. Во тек сега е пилотирање на тој нов модел, значи се заврши еден циклус на обуки кој што беше спроведен од Европската асоциација за рана интервенција и сега во фаза е пилотирање под менторска поддршка исто на професорка од управниот одбор, од бордот на Европската асоциација на рана интервенција, така да наредниве 6 месеци треба да ги видиме првите резултати од овој систем на рана интервенција во детството. Детално ќе проговориме што тоа значи, каква инволвираност на родителите ќе биде значајна, каква активна улога се посакува, но докторке, дали може да ни објасните кои се првите знаци дека на детето му е потребна рана интервенција? Првите знаци се воочуваат, може да бидат воочени многу рано,
и ние се стремиме да тоа се случува рано. Знаете, постојат многу ризици за едно дете да биде вклучено во рани интервенции, односно разни ризици пренатални, перинатални, односно за време на породувањето, потоа постнатални, непосредно по породувањето, некои генетски синдроми. Тука кога мислиме на ризици перинатални, мислиме на деца кои што се родени со мала телесна тежина, деца кои што за време на породувањето исто така се предвремено се родени, значи со рана гестацијска недела. Значи тоа се може да бидат деца потенцијални што може да имаат проблеми неуроразвојно, односно да имаат некој забавен развој. Така да уште на гинекологија, нели тука неонатолозите може да ги воочат тие рани проблеми и до сега било така, тие се упатувале во развојните советувалишта. Значи овие што ги велиме ние ризични деца и во развојните советувалишта се следеле децата, се давале некои насоки на родителите. Но со овој пристап тоа е поинаку. Сакам да кажам дека исто така тука ќе бидат опфатени деца кои што може да имаат и други здравствени проблеми, може да имаат церебрална парализа како резултат на тие нели остапувања, оштетувања рани или пак може да имаат и други здравствени состојби. Како и да е, медицината напредува. И со напредокот на медицината многу од овие ризични деца преживуваат, но затоа пак може да имаат такви невроразвојни нарушувања и токму тоа е сега клучот зошто рани интервенции, тоа се докажало и во светот, дека раните искуства го моделираат мозокот. Мозокот е невропластичен, велиме. Што значи невропластичен? Тој се менува согласно искуството што детето ги има со средината. Ако детето се стимулира, ако му се пружаат правовремени стимулации, адекватни стимулации на неговото ниво кое што го има, тоа дете понатаму може својот потенцијал да го искористи на максимално. Сакам да кажам дека ризиците може да се роди детето со ниски ризици и високи ризици. Низок ризик е ако има 1 до 2 ризици, да речеме мала телесна тежина или пак предвремено родено, а повеќе ризици тука влегуваат, нели, кои што може да и овие, сакам да кажам, деца со низок ризик имаат во 90% може да го постигнат нивниот оптимален развој и прогностички да го постигнат нивото како и другите деца со типичен развој. Додека овие деца што се со повеќе ризици, кои што се потенцијални, значи кај нив може да се јават невроразвојни проблеми, секако дека на нив исто така ќе им биде потребна таа рана интервенција, бидејќи рековме раните интервенции и стимулации интензивно го развиваат мозокот, односно сите тие неурални патишта, таа невропластичност, нешто и што е изгубено може да се, нели, со развојот, со стимулациите, да се најдат други неуронски врски медицински, како ние тоа велиме, за да се надокнадат некои работи и да се овозможи развојот да тргне во добар правец. До која возраст се најизразени ефектите од раната интервенција? Па видите, тоа пак е во корелација со мозокот. Така, со мозокот заради неговата пластичност. Кога се постигнуваат најголеми ефекти? Првите 3, односно 5 години. Значи мозокот интензивно се развива во првите 5 години и токму затоа, па и 6, некаде во литературата може да најдеме и 7, и затоа тука е многу важно рано овие деца да се откријат, рано да се детектираат. Јас кажав дека од неонатологија уште, нели, можат тие што имаат ризик перинатален, но исто така во развојните советувалишта, матичните лекари и педиатри. Знаете, секое ниво на развој... Дали ова е наменето и за деца со аутизам? Апсолутно. За деца кои што доцат во говорат? Апсолутно. Што имаат проблем со моториката, со фината моторика? Веќе вие ги набројувате тие невроразвојни нарушувања. Значи, тоа се невроразвојни нарушувања, тука спаѓаат и аутизмот, и спаѓа и децата со забавен говорен јазичен развој, децата што имаат проблеми со слух, со вид, да ги спомнеме и нив, деца со епилепсија или церебрална парализа, дури АДХД, односно хиперактивните деца може да се стават тука. Значи, тоа по новите критериуми медицински од 11-та меѓународна класификација на болести и здравје, токму овие се набројани како невроразвојни нарушувања. Но како и да е, значи раниот третман, раната стимулација
стимулација од страна на родителите, се разбира третманите, тие деца и ќе одат на логопед и дефектолог, но они одат еднаш до 2 пати месечно, неделно, се извинувам. А родителот дома, значи низ разни интервенции кои што ќе му бидат посочувани со детето, некој израчнал дека во просек и до 80 часа може со него да се работи стимулативно. Не мислам тука родителите и раните интервенции, не се родителите да бидат дефектолози и логопеди, но да им се даваат насоки за интервенции како би го стимулирале мозокот и како би се исполниле, детето би постигнало максималните потенцијали и капацитети што ги има на располагање. Дали раната интервенција наменета само за децата кои што имаат некаква диагноза како што се забележани, некакви ризици или пак и кај кои што родителите развиле некаков сомнеж дека нешто не е во ред? Во самиот систем на рана интервенција во детството, тие деца кои што уште од родилиште, кај што ќе се востанови диагноза, ќе се воспостави диагноза, тие по автоматизам треба да се препратат и да се вклучат во програм. Но понатака, кај сите деца кои што ќе се детектира за останување во развојот по некоја од подрачјата, значи тие не мора да имаат диагноза. Доколку имаат посериозно отстапување во развојот за останување, тогаш тие се вклучуваат во рана интервенција и тоа е и целта, значи да се направи примарно на примарно ниво, да се направи поддршка на семејството и да се намалат оние секундарни последици до кои што може да доведе ако детето не се работи со него, нели, а веќе доцни во некое подрачје на развојот, така да ако тоа се запостави, проблемите после тоа се зголемуваат и кај нас за жал, например, за разлика од развиените земји, кај нас се уште голем дел од проблемите се детектираат во предучилишната возраст, пред да тргне на училиште, така да тоа е многу доцна. Значи треба, како што каже доктор Мери, многу рано да се започне веднаш од приметувањето на првиот знак дека има сериозно отстапување во некој од подрачјата. Значи дури ако нема диагноза. Иако нема диагноза, да. Диагнозата не е услов за да некој биде вклучен. Значи доколку има диагноза, задолжително се вклучува по автоматизам, доколку нема, доколку има отстапување, значи на тие скрининг тестови и на таа рана сеопфатна развојна проценка, се гледа каде детето има отстапување. И ако тоа отстапување е сериозно, поголемо од една стандардна девијација, да кажеме, тогаш детето се вклучува во организиран систем на рана интервенција во детството. Доколку отстапувањето е помало, само со одредени совети или со индивидуален третман може тоа да се работи, значи без да се вклучи во овој сеопфатен програм на рана интервенција во детството, кој што е семено ориентиран. Значи цело време зборуваме за семено ориентирано. Ќе ги објасниме сега сите детали, само уште околу диагнозите. Се случува ли да не може да се постави диагноза кај одредено дете кое што отстапува во развојот? Вака, ние споменавме дека... Има ли родители кои што немаат одговор? Што се случува со нивното дете? Секогаш треба да добијат одговор од професионалците. Видете, диагнозата не е нешто за што треба да се тргне. Постојат, нели, секоја возраст има развојни, вака популарно да кажам, развојни задачи, развојни постигнувања, што детето пресвртници, да, биоклас, токму тоа сакам да кажам. И сега родителите, некои родители читаат, некои знаат, некои имаат искуство со претходното дете што го имале, дека на таа возраст зборувало, дека на таа возраст проводело. Денеска интернетот исто така ни можува, нели, едукација, не велам дека секогаш е тоа добро, но понекогаш барем тие развојни патишта да ги следи. Сега родителот кога забележува дека неговото дете има 2,5 години, а се уште не кажува зборови со значење, секако дека нивната загриженост треба да се свати сериозно и дека тоа дете треба да биде вклучено и во тие рани интервенции. Значи, диагнозата како диагноза не е важна. Ние можеме описно да кажеме детето развојно доцни со говорот или може со моториката, поспоро проводува. А дали има церебрална парализа или дали затоа што не зборува има аутизам, тоа подоцна ќе треба да се диагностицира. Но важно е навреме да се почнат раните интервенции, бидејќи искуството, рековме, многу влија и го менува мозокот. Ги менува, односно ги прави синапсите да се развиваат преку искуството и детето да напредува. И токму тоа е, видете, докажано. Раните интервенции се засновани на докази.
Ние работиме сите професионалци, нели, со медицина заснувана на докази. Значи тие се засновани на докази. И ние еве во Македонија за среќа тоа го воведуваме, не ние, нели, со подршка на УНИЦЕФ, на владата. Ние сме само еден тим, еден мултидисциплинарен тим. Јас, Горан е раководител, јас сум дел од тимот. Имаме и педијатар, имаме дефектолози, логопеди, специјални едукатори, рехабилитатори, логопеди, социјални работници, имаме од градинките. Значи секаде каде што детето престојува, овој мултидисциплинарен, трансдисциплинарен тим, значи е активно треба да биде вклучен во тие рани интервенции, а дијагностиката може да дојде подоцна. Значи секако дека дијагностиката е важна. Зашто се работи? Дијагностиката прави да родителот не лута, но родителите честопати самите бараат подршка. Што да правам? Како јас да му се обраќам? Како да го научам да кака и да мочка? Како да му зборувам? Значи нив им се потребни овие насоки и овој систем се применува во Америка, нели, не во сите држави, но во Америка, во Австралија, значи во Европа, во Португалија е многу развиен и ние и тој модел го следиме и во Србија, и дури едукаторите беа од Португалија, каде што имаат многу добро развиен еден ваков систем. Значи на Балканот сме ние сега меѓу последните со Црна Гора, каде што, нели, колку што имам информации, каде што овој систем не се многу понапред, 3-4-5 години, но важно е дека и ние на нашите семејства и на нашите деца ќе им го возможиме тоа. Овој современ пристап. Сега велите дека родителите нема да бидат ниту дефектолози, ниту логопеди, па каква ќе биде нивната улога во семено ориентираната рана интервенција и како стручните лица ќе им дадат поддршка во тој процес? Што ќе има? Обуки, совети, психолошка помош? Видете, не се работи за обуки, значи се работи на промена на целиот пристап. Добра. Значи до сега и уште тоа и во моментот е така, претежно родителите кои ќе видат дека има проблем со детето, тие го носат во институција, го носат, нели, 2 пати неделно, 3 пати неделно одат со детето, го носат во институција и добро, и тоа е во ред, но тоа не дава толкави резултати во овој ран период, како кога тие дома би правеле стимулации во секојдневното живење. Значи тие не се терапевти, не се логопеди, но тие се родители на тоа дете, кои што имаат најразлични потреби, кои што имаат најразлични проблеми и тие секојдневно, постојано со своето дете, тие со поддршка од стручниот тим ќе ги јакнат, ќе ги се јакнуваат неговите позитивни страни, значи она што детето може да го прави. Можете преку пример тоа да ни го објасните? Вака, значи родителите се во овој дел главниот дел, тие се партнери во целиот процес. Значи тие заедно со членовите на стручниот тим, значи со некој кога детето ќе треба да влезе во системот за семено ориентиран систем за рана интервенција, дел од членовите на стручниот тим, значи се одредува примарен давател на услуга, кој што уште со некој од стручниот тим зависи што е, нели, ако е моториката во прашање, ќе биде физиотерапевт, ако е говорот логопед и така, лекар може да има секако. Тој најчесто, значи, овие услуги до 3 години треба да се спроведуваат во домот, секогаш кога тоа родителот ќе дозволи и кога има можност, значи го посетува родителот во домот, разговара со двајцата родители, се прави разговор за да се видат сите јаки страни на тоа семејство. Значи да се види како тоа семејство може да даде поддршка на детето. Значи тоа е чисто еден разговор, како интервју, значи се води во тој дел. И тука разговорот наместо во канцеларија, во болница се води во домашната средина, во дома. Во природната средина. Значи во природна е вака како ние што разговараме. Доаѓате на гости всушност. Така, да. Значи секогаш кога тоа може и кога родителот сака. Значи за се ова што ние зборуваме, родителот треба да биде согласен, тој прво треба да биде информиран. Добра. За целиот систем, што ова значи и како се работи, да донесе информирана одлука за своето дете. Не може да носи одлука ако не е доволно информиран. И во овој дел, значи, ние прво го информираме, потоа доколку тој е согласен, вели да, може, се вклучуваме, нели, двајцата родители, и го правиме ова интервју. Значи, тоа интервју дури и на почетокот се прави една екомапа. Значи, екологијата, целата екологија на семејството. Кој е тој што дава поддршка, кога одат на кафе, кој е со детето, значи, целокупните јаки страни на семејството. Се разговара со родителот, тоа родителот сам го кажува. За да ние понатака, врз основа на тоа видиме кој во одреден период може да дава поддршка во одреден дел од тоа што се потреби на детето. Значи, кога ќе се направи тоа, се одредуваат цели.
Значи родителот се гледаат рутините во текот на денот, што се случува кога детето станува од спиење, дали станува заедно со родителите, дали прво се буди, кој го припрема доручекот, колку детето учествува. Значи секогаш гледаме во сите рутини колку детето учествува и кој од родителите е носител во тоа. Значи кој го топли млекото или кој го храни и како го храни, кои се предизвиците во тој дел. Значи целиот тек на денот го поминуваме заедно со родителите. И после тоа, значи кога ние ќе ги видиме тие рутини, родителот сам истакнува што е тоа што е за него проблематично, каде на него му треба поддршка. Може да биде различно, значи тој самиот родител поставува неколку цели кои што тој би сакал да ги постигне за 3 или за 6 месеци. Тоа е периодот кога се прават интервенции, кога повторно се прави овој разговор со родителот. Значи, тие цели треба да бидат конкретни. Значи, да биде чекор по чекор. Не да биде цел долгорочна, туку да биде цел што вие ќе направите за 3 месеци со детето, односно што детето треба да постигне. Например, родителот често ќе ви каже, па целта ми е детето да проговори, да прозборува. А детето е на возраст кој уште не развило ниту еден збор, не развило рецептивен говор и тука ние заедно помагаме на родителот таа цел која што тој ја има и што е легитимна, да ја направи да биде конкретна. Значи за да знае тој, нели, кој ќе кажете вие треба да прозборува и сега вие што ќе работите. Тоа е еден широк опсек. Ние ја спуштаме целта и велиме дека да, за 3 месеци, ајде да почнеме со неколку зборови. Што мислите, колку зборови ќе може да употребува и са тука ќе видиме, родителот сам кажува и ќе ја поставиме целта, например да кажува млеко, дај, на, баба, мама. Значи ќе видиме што е тоа што е најприближно до детето и ќе ја поставиме таа цел заедно со родителот. Кога ќе ја поставиме целта, после тоа ние што правиме? Значи ние му даваме стратегии на родителот како да ја постигне таа цел. Значи тој логопед што е во тимот му дава стратегии на родителот дека може додека го храни да му покажува пример. Значи точно стратегија како на што да работи и во кој дел од денот, при која рутина да го работи тоа. Значи тоа не да го работи како што е третман, туку да го работи во текот на дневните рутини, додека си игра, додека јаде, додека го облекува, додека го соблекува, додека го бања. Значи во целиот тек на денот тоа да биде како една игра, како вежба. Значи се тоа се работи на еден природен начин. Нема седнување на столче па се ајде вежба и кажи ова. Не на тој начин, туку работиме на таа цел. Значи градиме вештини кај детето, одредени вештини, но сето тоа на природен начин, во природна средина, преку игра. Така да родителот тоа го знае и тој сега кој ќе се согласи, ќе каже, добро, јас можам ова, ќе го работам, или тука ќе ми треба помош од стручно лице. Така да во тој дел можно е да се договориме еднаш неделно да го посетува стручно лице, 2 пати неделно. Се зависи од приоритетот на целите и од тежината на состојбата на детето. Дали ова ги исклучува оние посети на логопед, на рехабилитатор, едукатор во ординација? Се случува во домот? Значи, видите вака, од раѓањето до 3-та година, детето е во домот со родителите и ние доаѓаме во домот. Нема потреба родителите да губат време и да одат од една установа во друга, во трета, да го носат на различни третмани, како сега што се случува, зашто детето ќе го добива сето тоа и многу повеќе со наша поддршка во неговиот дом. После 3 години веќе ќе се види до каде е тој развој и доколку има потреба од некоја, сега јас зборувам генерално за целокупниот развој, доколку има потреба од некој специализирани вежби, како што е случај кај деца со потешка форма на церебрална парализа, која се работат одредени специализирани методи, тогаш може да оди и во здравствена установа каде што тој метод се спроведува. Значи има некои такви лиценцирани методи како што е Војта метода, Бобат метода, каде што, но исто и тамо треба родителот да се обучува. Значи ние сега ова го развиваме на примарно ниво преку Здравствен дом Скопје. Добро. Каде што постои развојно советувалиште и тоа развојно советувалиште понатака ќе прерасне во една служба за рана интервенција, центар за рана интервенција, но во развојот на цел овој модел учествуваат и институции од секундарното здравство, како што е Заводот за слух, говор и глас,
клиниката за физикална медицина ќе се вклучи на терцијално ниво и така натака. Потребен е мултидисциплинарен пристап. Мултидисциплинарен пристап, но сите треба да бидат обучени за ова и ние во тимовите имаме веќе и колеги од овие институции, кои што кажа доктор Мери, и од градинките, и од Заводот за слух, говор и глас, и од некои училишта кај што се за деца со проблеми во видот, ресурсните центри и така натака. Значи, едноставно, ние како тим, мултидисциплинарен, после развојната проценка треба да утврдиме што е она што е најдобро ние да му го дадеме на детето во природна средина. Тоа е многу битно. Значи, секогаш треба да се инсистира овие услуги да се добиваат во природна средина. Не во оние кабинети, па влегува внатре, па чека, страв, така, може би не сака да комуницира во таква средина. Значи, средина на оваа детето. рана возраст треба да се развива овој модел, бидејќи, како што кажа доктор Мери, тоа е докажано, значи веќе во Соединетите американски држави се развива од 70-тите години, во Европа се развива секаде и веќе имаме многу докази дека овој модел има предност, значи раната интервенција во детството има голема предност во детскиот развој за разлика од овие традиционални класични третмани кои што до сега сме ги правели, сме ги работели. Тоа значи ке неопходно да се развие партнерски однос помеѓу родителите и стручите лица. Исклучиво партнерски. Како тоа се постигнува? И дали може со секој родител да се комуницира на таков начин? Видете, се постигнува затоа што родителот е тој кој што вие кога ќе дојдете кај него во домот, значи за тоа ние имавме посебна обука за водење на интервју базирано на рутини. Значи, тоа исто се поминува посебна обука која што има посебен протокол како тоа се прави и родителот е тој кој што за цело време треба да се чувствува пријатно. Тој е партнер кој што ги поставува целите, тој знае најдобро што е за неговото дете и ние го слушаме, не инсистираме да нешто као, знаете, во најкласичниот модел, тоа се работи така или ова е вака, значи не констатираме веднаш, ние слушаме, разговараме со него, има точна стратегија како и родителот кога ќе го помине тоа интервју, тој гледа дека во нас има партнери и ја сваќа суштината, ја сваќа задачата која ја имаме ние, која ја има тој и тој понатака веќе знае што треба за неговото дете, добива компетенции, посигурен е, добива самодоверба во сето тоа и цело време не има нас како поддршка. Значи не завршува само тоа, ние одиме во домот и са нема веќе 3 месеци. Како изгледа потоа? Значи, ќе бидете достапни на телефон? Достапни, да, во секое време, за секој проблем кој што може да му се јави, кога сме ги утврдиле тие стратегии да ги работи, значи доколку нешто не може да побара порано од договореното да дојдеме, например сме се договориле за 15 дена, може да побара да дојдеме порано, значи ние ќе пуштиме член од тимот, ќе пратиме или примарниот давател услуги, значи ние сме поддршка на родителот. И тој кој ќе го види тоа, тука е веќе довербата е изградена. Така да едноставно и дозволуваме родителот во кое е било време, доколку оцени да се повлече, да направи прекин, тоа сакав да ве прашам, дали може би постои ризик од преголем притисок врз родителите во текот на овој процес? Никогаш тоа не смее да биде, затоа што родителот е тој што одлучува. Ние само му даваме информации, тој донесува информирана одлука. Значи, тој со нас ја донесува таа одлука. И тој може, тоа уште на самиот почеток му кажуваме, дека ако се почувствува непријатно, може да го прекине во секое време интервјуто. Тоа нема никаков проблем. Може да каже, извинете, бара малку пауза, ми треба малку време. Значи, тој ја има контролата. Ние сме тука да дадеме поддршка. Родителот е тој што одлучува, ја има контролата, но, рековме, треба да има добри информации. Нашата задача е да дадеме информации, да дадеме поддршка, да дадеме стратегија. Понатака се останува на таа наша соработка, на тоа наше партнерство, барем во овие први години од животот. И ако вака работиме, доказите кажуваат дека поголем број на деца кои што имаат помали потешкоти, веќе во самиот овој период на рана интервенција во детството ќе ги надминат тие потешкоти. Сега оние деца што се со потешки пречки кои што ќе доведат до попреченост, значи има и такви деца за жал со потешки дијагнози, за нив потоа правиме заедно со родителот план за транзиција. Значи заедно го правиме тој план од семејство во градинка, предучилишна установа и од предучилишна установа во училиште. Значи цело време до 6 години додека детето не помине во училишниот систем, ние сме тука
даваме подршка, секоја транзиција е планирана. Не може да се помине од еден во друг систем ако него тоа испланираме, значи да го доведеме во едни природни услови. Значи ако треба детето, нели сме почнале на година дена да работиме со него на 12 месеци и сега треба да се вклучи во градинка. Родителот ја избрал таа цел дека е примарно детето да го вклучи во градинка. Ние стапуваме во контакт со градинката, со стручниот тим од градинката. Ги пренесуваме сите овие сознанија кои што до сега сме ги работели. Се подготвува тимот во градинката да го превземе детето. Значи заедно со нас. Ништо не се одвива случајно, значи се е организирано. Се прави план за транзиција. Колку време ќе оди, кој ќе прави, што ќе прави, која е улогата на родителот, која е улогата на воспитувачот, на стручниот тим од градинката. Сето тоа е дефинирано во тој индивидуален семеен план за подршка кој што го изработуваме на 3 или 6 месеци и правиме понатака ревизија секогаш на 6 месеци на година, се зависи од тоа кои ни се целите поставени и како ќе ги оствариме тие цели. Ќе ги вклучиме гледачите. Предпоставам дека имаат прашања поврзани со ова за што денеска говориме, семејно ориентирана рана интервенција, бидејќи досега родителите децата ги носеа само кај логопед, само кај дефектолог и некако очекуваа резултатите да се постигнат кај стручно лице, а многу малку се работеше дома. Всушност, искуствата покажуваат дека треба работите да бидат поставени сосема поинаку. Многу повеќе да се работи дома. Да. Видете, искуствата покажуваат работата на дефектолозите и на логопедите не ја занемаруваме. Но, јас на почетокот кажав дека искуството, значи, што значи искуство? Детето, ни стимулација, ни дневните рутини што ги има, ова што споруваше Горан, додека го хранат, облекуваат, шетаат, значи, постојано детето не добива еден или половина час третман, како што велат, нели, ќе отиде кај на логопед, пак ќе кажам, не ја подценуваме работата никако тука на службите, меѓутоа, родителот најдобро си го познава своето дете. Родителот најмногу време поминува со своето дете. И тука семејството, родителите, значи мајката и таткото се клучни за напредокот. Затоа што колку повеќе време поминува, колку повеќе искуства детето стекнува, толку повеќе мозокот се развива. Зборувавме за неуропластичноста, да искористиме додека мозокот е во развој, значи да не биде тоа пола час или два. Да не се пропушти скапоцен период. Апсолутно. Тоа е суштината на раните интервенции. Тој период додека има можност да детето постигне, има потенцијали секое дете. Ние зборуваме за силните страни. Зборуваме и за тоа што не може, ама како да дојде до како тоа да се подобри. Значи потребна е стимулација. Детето да му се зборува, да се гушка, да се бања, да се шета, тоа го знаеме, се тоа емоционални, нели, стимулации што родителот, детето учи низ интеракција, низ односот со родителот. Е таа интеракција и додека го бања, знаете, не може детето го раниме, а детето гледа на мобилниот телефон. Се родителите некош и тоа ќе ви го кажат. Или додека и детето се бања или на плажа или некако детето игра. Треба тука и родителот, значи со тие цели, со тие секојдневни, затоа се вика семејно ориентиран пристап базиран на рутини. Значи базиран и секојдневниот живот на детето. Тоа е нешто детето најспонтано што му се дава на детето, нели, спонтано да живее, да не биде он ќе дојде на третман па спиел, јадел, се уморил, жешко му е, но ке скарано стана, не се разбудил. Значи, овие рутини ни секојдневието и насоки што ќе ги добиваат родителите од страна на стручните лица кои што се во, да кажам дека еве во Македонија 29 професионалци бевме обучени, значи за работа на оваа проблематика и тие 29 професионалци еве сега во моментот професори од надвор нели не менторираат како го правиме тоа интервју со родителите, со дозвола нели на родителите со снимање каде тука така учиме, така грешиме, за да потоа сите ние го развиваме и младите го развиваат тој систем во нашата држава и тоа за понатаму да се структурира, да се тој пат структурира и достане нели како нешто што ќе се и со закон спроведува и ќе се имплементира, нели. Кога зборуваме за искуството, само сакам да кажам дека наши искуства сега од почетокот на пилотирањето на овој модел, самите стручни лица кои што и претходно имаат искуство, значи тие се веќе луѓе кои што неколку години работат во ова подрачје, велат дека ова сега ние како искуство што го добивме од семејството,
е за нас новина. Значи, ние не можеме тоа да го добиеме во нашите кабинети, канцеларии, во нашите простори. Друго е вие кој ќе дојдете во домот, кој ќе видите таа природна средина и кога со родителите ќе разговарате на сосема природен начин и детето ќе се однесува така како што се однесува секој ден, многу повеќе сознанија се добиваат за тој детски развој, отколку на овој традиционален начин кога ќе влезете на проценка во просторија каде што вие нова за вас и за родителот и за детето, па тука нели се случуваат други работи, страв, така да многу повеќе информации и многу повеќе полесно се доаѓа до тие стратегии за работа и за поддршка. Значи, многу позитивно искуство имаме од стручните лица и позитивни критики за целиот овој модел кој што веќе влегува во семејствата и почна да Така, има сега бројни примери во Финска како сето тоа е решено. Тимови редовно ги посетуваат семејствата во нивниот дом, главна цел е поддршка на родителите во нивната природна улога. Во САД, во Австралија, сите имаат ист пристап? Видете, секоја земја го утврдува према своите можности. Моделот е развиен во Соединетите Американски држави уште во 70-тите години и од тогаш го преземаат различни држави, го адаптираат на своите услови. Значи, едно е во Финска. Финска тој модел уште повеќе го проширува, внесува педагошка повеќе едукација, внесува поинтензивно влегување во домовите во првите 14 дена за разлика од другите. Но, да кажеме, имаат различни тимови. Некаде се интердисциплинарни. Нов Зеланд, например, работа со трансдисциплинарни тимови. Сите имаат различно го интегрираат во своите средини. И Холандија има некој И Холандија има, специфичен специфичен пристап, модел. Така да, но сите тие се семејно ориентирани и се базирани на овие аргументи кои што сега ги кажуваме. Семејството се партнери, значи тука кај сите држави тоа се развива тој модел. Значи услугите се во природна средина, се работи со родителите, значи тоа е за сите исто и сега ние можеме вака да кажеме најдалеку има отидено во развојот на овој модел Португалија и ние и повеќе земји од регионов. Што значи до најдалеку има отидено? Па највеќе го има развиено тој систем, значи во Португалија е интегриран систем од трите министерства. Значи некаде во одредени земји повеќе во здравствен сектор, во одредени повеќе во социјален. Во Португалија е интегриран. Има донесено посебен закон за оваа работа и едноставно кај нив е задолжително, бесплатно за родителите. Лесно се пристапни до услугите и сето она што тие го развиваат како модел служи и за овие земји кои што сега се од нашето обкружување и кои што почнаа од 2017 навака Србија, Хрватска, Турција, Молдавија. Значи во сите овие земји од источниот блок не беше развиван овој систем, значи сега влегуваме заедно, ги разменуваме искуствата, позитивни, негативни, секако кога развивате некој модел, нели? Има и негативни работи, позитивни. Па едноставно кај нас родителите, семејствата се тоа е традиционално се научени дека треба некаде да отидат и некој друг да го направи тоа. Едноставно. И тука се работи на тоа, значи се работи на информирање. Тоа не бива преко ноќ, не се развива. Значи се случиле со отпор од родителите во одредени средини? Видете, не е тоа отпор, едноставно родителот не е информиран за тоа, има сомнеш и тоа е сосема легитимно, тоа е негово право. Значи ние не се откажуваме, ние продолжуваме на родителот секогаш му е вратата отворена за информации, секогаш ние работиме со него, но никогаш не правиме притисок дека тоа мора да се случи. Значи кога се воведува нов систем, тоа мора да биде природно, се додека нели не можеме сега ние да во Португалија го има 20 години овој систем. Не можеме ние за една година или 2 години да го достигнеме, но добро е што имаме примери и што можеме да ги користиме позитивните работи и што тие ни се тука во секое време Европската асоциација за рана интервенција исто наш партнер, ние со нив сме во контакти, имаме менторирање од нивна страна и сето тоа е многу добро за развој на еден систем. Значи не сте сами во тој процес. Има ли доволно стручни лица што ќе може да ги покријат повеќето ако не сите семејства кои што имаат дете со потешкоти во развој? Дали ова може би бил еден од поголемите предизвици? Па и тоа е предизвик, секако е предизвик, затоа што ние сега во моментот во нашата држава имаме 4 развојни советувалишта во Битола, во Скопје, во Штип и во Велес. Тие се само развиени, во другите поголеми градови нема развојни советувалишта.
Значи, овие развојни советувалишта сега работат со децата на најрана возраст и овие ќе ги развиваме понатака, да ќе ги државата, значи министерствата, ќе ги зајакнуваат овие тимови. Сега ќе треба, знаете како, во некои градови, во некои региони и нема доволно стручни лица, мораме да бидеме реални и во тој дел. Но со годините, нели, со планирање, акцијски планови и сите тие работи, ќе треба да... Бидејќи се е централизирано во Скопје, да, па, така некако испаѓа едноставно. Родителите многу често и патуваат. Ако сакате од Струмица да го однесете детето во развојно советувалиште, најблиското ви е во Штип. Може да замислите. Значи, тој не може да развие таа услуга која нема, ама во Струмица има здравствен дом. И сега, ако ние знаеме што сакаме, ако ние знаеме кон што се стремиме, Министерството УНИЦЕФ е тука да ни дава подршка и тоа е добро. Затоа се потпиша тој меморандум за соработка. Значи, ние можеме да направиме акцијски план, можеме во наредните години ова да го развиеме и да го доближиме до родителите, затоа што и тоа е еден од принципите на семено ориентираниот модел, да биде блиску до родителите, да не треба тие да патуваат со километри за да добијат некоја услуга или пак стручните тимови се од Штип, некој да отиде во семејство во Струмица е многу тешко, се губи многу време и тие услуги нели не се толку едноставно колку вие можете во текот на денот да посетите семејства. Ако пак патувате од Скопје до Струмица, ви останува 1 до 2 семејства да видите, а друго е ако е тимот во Струмица, значи тој ќе може да биде поефикасен. Но сето тоа ќе се развива. Веќе ние почнуваме, го развиваме. Прво е Скопје кај што пилотираме, после ќе треба да се спроведе сето ова и во другите градови и едноставно секаде да биде оваа услуга достапна за родителите. Расте бројот на деца со потешкоти во развој? За жал, да. Расте, за жал, сите овие невроразвојни и во светот и кај нас. Ние немаме статистики прецизни, но некаде се смета од 2 до 15% во таа рана возраст до 5 години се присутни, се јавуваат. Причините зашто е тоа така, медицината нема одговор на тие прашања, но што и да е, секако дека ние треба да бидеме спремни и ова што се развива баш ќе биде нешто со што ќе можеме да помагаме на тие, да се помага на родителите и семејствата. Не знам, Горан, дали спомна дека овие услуги се и бесплатни, чинам тоа да го кажеме, дека родителите тука ништо не партиципираат, не плаќаат, значи дека им се овозможува да не лутаат, им се овозможува, значи се е во интерес. Така ќе биде едно големо олеснување. Да. Апсолутно. Да, ние и еден апел, ние како држава, како стручни лица треба навистина да се стремиме да вложиме многу повеќе напори да го развиеме овој систем, затоа што раната интервенција во детството во овие најрани години е најважна. Значи тука треба највеќе да се вложат и напори, и средства, и ресурси, и финансии. Значи тука не треба да се штеди. Државата не треба да штеди, затоа што тука се постигнуваат најголемите резултати. Ако секоја развиена земја, најголем дел од средствата, од финансиите за лицата со попреченост ги вложува тука. Од 0 до 6 години. Тоа е и одликата, затоа што тука највеќе може да се влие, како што кажав, на оние секундарни последици. Ние, за жал, јас и во службата за функционална проценка можам од искуство да кажам, ние се уште се соочуваме да прво доаѓање во некој тим или на некоја проценка на голем број на семејства е пред упис на детето во училиште. Тоа не сме да се случи. Образложението кој ќе прашате зошто толку чекале? Очекувале дека ќе постигне, па некој се знаете како во рурални средини каде што не сакале да едноставно да се дознае за нивниот проблем. Некои мислеле, различни се причините поради кои што семејствата не побарале помош, но на ваков начин, значи на ваков природен начин нема зошто тие. Друго е, например, во мала средина која вие морате детето да го носите на третман, нели? Нека и сите семејства и не во сите средини тоа е баш така едноставно прифатено, мораме да бидеме реални. Затоа треба да се работи на свесноста, се урнати одредени стигми и бариери и предрасуди. Да, но да не се случува, значи детето да влезе во образовниот систем подготвено. Значи треба да се работи од најраната возраст. Не на 6 на 7 години. Тогаш веќе многу е тешко затоа што таа невропластичност на мозокот е горе-доле многу мала на таа возраст и едноставно се постигнуваат резултати, но тие се многу помали од ова кога зборуваме за
за најраната возраст. Ние споменавме да се искористи оптималниот развој, максималниот развој на детето. Значи, државата инвестира во ова, но ќе им понатаму можеме да заштедиме понатаму, значи ако овие деца со помали ризици, 90% функционираат нормално ако со овие рани интервенции, односно со рано започнувањето на третманите. Со тоа штедиме дополнително подоцна трошоци и на самата држава во инвестирање во третмани, испитувања, медицински инвестигации и све она другото што е. Значи, многу бенефити имаат овие, а пред се тоа е кај детето. Значи, да го постигне тој оптимален развој, после еве како пример, нема да му треба образовна асистенција, може. Да. Нема да му треба некои асистивни уреди. Знаете, ако се до тоа се постигне сега, колкав процент на децата ќе се постигне тој оптимален развој, тоа е подобро и за семејствата, и за децата, но и за системот. Так, важно се разбере дека во таа возраст од 0 до 6 години мозокот има пластицитет и можност да учи, значи одредени сфери од мозокот да научат нешто што една друга сфера тоа не го прави, така? Да се преземе одредена функција. Па добро, може така да парафразираме, ама можеме да кажеме дека тие невронски патишта да се менуваат и ако тоа е оштетено да најде друг невронски пат кој што ќе го надокнади тоа, ама тоа ќе го надокнади, еве како едно просто кажано, на 2 години децата имаат 2500 синапси, да речеме, на 3 години имаат 15000 ако се стимулира детето. Околу втората година тие се почнуваат да се намалуваат физиолошки, но се користат оние медицински кои што детето ги користи низ искуствата. Значи, кои што ги користи, тие се развиваат. И тука е она зошто првите 3 години се клучни и односно 5, ме разбирате. Првите 3 особено. Не е потребна ни диагноза, доволно е да се види дете на 2,5 години дека не збори, рековме, или не оди на 20 месеци, или не постигнува некои други во тие развојни скали. Ние во рамки на овој проект сме и во изготвување на тие стандарди низ развојните советувалишта, тестови, скрининзи, што ќе бидат унифицирани во цела држава, каде што ќе се следи развојот и ќе се гледа педиатрите, во развојните советувалишта, психолозите, систематски, да. При систематските прегледи треба да има одредени скрининг тестови. Патронажните служби учествуваат кога влегуваат во домот во детектирање. Значи целиот систем треба да се спреми и да се постави на овој систем на рана, семејно ориентиран систем на рана интервенција од детството. Вие спомнавте и чатот, спомнавте за аутизам, значи 18-20 месеци е првиот период каде што детето може да се видат првите знаци за раниот детски аутизам, за спектарот од аутистично расстройство, значи педиатрите, односно во развојните советувалишта и тие скрининзи и тестови ќе ги имаме за да може тако на поедини точки ни покажат дека детето има отстапувања да се почне со рани интервенции. А диагноза дали ќе добие аутизам или не, значи тоа е најмалку важно. Во тој период е важно да почнат тие стимулации рано. Така раната интервенција клуча да почне, а потоа со текот на време и ќе се постави диагноза. Ќе се остави диагноза во здравствените установи од специјалистите и така. Диагностиката не е вклучена во овој. Мислам тоа да бидеме јасни. Значи овде се работи за интервенции и за поддршка. За диагностика доколку не се постигне тој оптимален развој, после тоа може да се даде совет каде да направат диагностика или доколку родителите сакаат, тие секако ние, како што кажав, не ги ограничуваме во ништо. Нема услови. Доколку тој сака да прави диагностика, тие сакаат, доколку тоа им е цел, може да прават. Не се исклучува едното со другото, тоа сакам да кажам. Кога треба да започне овој проект за семејно ориентирана рана интервенција? Ние веќе го пилотираме моделот во Скопје. И по завршување на пилотирањето ќе ги представиме резултатите и продолжуваме понатака, значи ова веќе така родителите кои што сакаат да се вклучат на каков начин да го направат тоа. Сега се работи на утврдување на законски некои предлози за некои законски измени за да се даде основа. Но значи тоа сето го води канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, значи они имаат работна група со министерствата, го работат целиот тој модел. Така да паралелно се работи на неколку работи, ќе треба и јавна кампања за подигање на свеста, кој што кажавме да го објасниме се тоа. Значи ние сега вака како тим првпат во вашата телевизија зборуваме за целиот овој процес и ако го подготвуваме веќе неколку години учествуваме во целата оваа работа, затоа што сакаме да ги опфатиме сите аспекти темелно, значи едноставно да направиме користејќи ги искуствата од другите земји, да направиме што е најдобро за нашава земја и како најбрзо да воспоставиме организиран систем и затоа мислиме дека преку развојните советувалишта најбрзо ќе
ќе може ова да се тоа воспостави. Така да сега во овој момент разновите советувалишта се тие каде што родителите можат да се обратат и да побараат вакви услуги или да се информираат од кога ќе почне во соодветниот, во нивниот регион ваква услуга. Ја посакувам голем успех на овој проект, за овој проект и се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно за да ги сумирате резултатите од она што тука е направено кај нас. Ви благодариме. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви посакувам пријатен ден.